Драги студенти, добар ден и добре дојдовте во новата епизода од емисијата Студентски пулс. Ова е 7-ма епизода од сезона 2, но со втор дел. После напорната испитна сесија, после многу непреспиени ноќи, многу испиени кафиња, многу стрес, многу скрипти, се враќаме назад со полна парја, повторно со наши нови гости и многу нови содржини кои што ќе ги пласираме на нашата платформа. Денеска за тоа како помина испитната сесија на повеќе факултети на Универзитетот Свети Кирил и Методи, но и за студентскиот живот, имам чест и задоволство да разговарам со тројца драги студенти. Со мене заедно во студиото е Зорица Бојаджиева. Таа е студентка на Технолошко-металуршки факултет и притоа претседател на факултетското студентско собрание. Потоа го имаме Боријан Зенделов, кој што ни доаѓа од медицински факултет, тој ни е 4-та година и притоа е член на ММС Македонија и национален офицер за медицинска едукација. Потоа го имаме и Бован Кочевски, кој што ни е студент во 2-та година на Финки и исто така член на факултетското студентско собрание. Дечки, добар ден и добре дојдовте. Како сте? Здраво, Печо. Фала ти многу на поканата, баш ми е драго што сме тука. И мене ми е баш драго, се надевам дека ќе имаме една интересна дискусија, ќе можеме да споделиме совети или како ја поминавте сесијата и да дадеме некој мислење за студентскиот живот во Македонија. Еве за почеток до сите едно прашање, како помина испитната сесија? Па еве лично јас можам да кажам дека сум можеби меѓу единствените вака полесно што ја помина, можеби дека е 7-ми семестар за мене, па си викам една сесија ќе се дозволам да уживам малку. Така, Боријан. Јас би рекол, како и секоја сесија медицинска, а и претпоставам на секој друг факултет, доста стресна, истоштувачка, доста напорна, со доста предизвици, така што, како и секоја што завршила, и за ова ми е многу драго дека заврши, така што, ето така би опишал во неколку збори. Кај мене беше, како и сите претходни, секако со многу испиени кафења, но сметам дека секоја наредна испитна сесија е се полесна и полесна претходната, поради тоа што сум научил како да се организирам времето. Така што секако дека интензивна и стресна, но беше поконтролирано него претходните можда. Подетално ќе поразговараме нели со текот на прашањата како и ќе тече емисијата за тоа како поминавте баш испитната сесија оваа, и може да ни споделите некои искуство од претходните. Но еве за почеток за Зорица. Зорица, ти како беше, кажа дека ти била полесна оваа сесија, ти си веќе пред самиот крај пред дипломирање, колку испити имаш оваа сесија, дали стресот веќе тебе тие како си научила како да се движиш и да одиш понатака нели низ факултетските денови со стресот. Како едноставно ете така за окружениот целината, како беше оваа, па можеби и последна сесија веќе или предпоследна за тебе? Предпоследна, да. Ајде да ни споделиш искуство. Па еве како предпоследна сесија, имав 5 испити и веќе како еден чекор пред дипломирање можам да кажам дека темпото е научено, професорите ги знаеме, материјалот е тој, и сега не е дека е полесно од тоа што е било претходно, но веќе знаеме како треба да се контролира времето, колку кафе треба да се испие, кога треба да се испие кафето, дали треба да се учи поинтензивно, полесно, дали на глас, дали со пишување. Па така што сметам дека оваа сесија мене ми беше едно, како да кажам, благо збогување со студентскиот живот, 8-ми семестар е спремање на дипломската и уште малта не 1-2 испити, ама како за предпоследна официјална сесија мислам дека добро поминавме со делумен стрес секако, но благо збогување дефинитивно. Така, значи, последна јануарска сесија за твоите студентски денови. Да. Сега уште едно лето да поминеш со учење и готово. Баш ми е мило. Јас би продолжил сега со Боријан. Боријан, како што спомнав, е студент на медицински факултет, токму од мојот факултет. Јас и тој некако и сите студенти на медицински се очуваме со исти приказни ги поминуваме. Нели истиот пат го поминуваме, па еве ти, Боријан, кажи ни како со стресот, како се справуваш, пошто не ти ниту прва испитна сесија, ама ете како почна од почеток, па сега како до кој темпо стигна да се справуваш со стресот. Па вака, убаво прашање кога го прочитав, баш се израдував што ќе позборуваме на таа тема. Искрено, стрес како стрес тука е секогаш и тоа до некаде може да биде добро. Јас тоа викам стрес и трема, тоа се знаци на одговорност. Секој што е под стрес значи дека тоа што го прави му е стало до тоа, значи дека му е важно. Сега постојат два вида на стрес, стрес и дистрес. Стрес што те стимулира да работиш и стрес кој што нели те одвлекува од она кое што
е главната цел. Како јас се справувам и како го правам стресот да не биде дистрес, туку еустрес, малку потешко искрено. Секогаш викам блази си на тие што по лежерно и по слободно на некој начин гледаат кон работите. Меѓутоа, медицинскиот факултет ме научи една работа која што ми помогна стресот со испитите да не ми биде толку голем, а тоа е дека постојат многу пострашни работи на светот и во денот, тоа да се падне испит, да се добие пониска оценка и така натаму. Ние гледавме доста тажни приказни. Еве и ти сега почнуваш на клиника, па мислам дека ќе се запознаеш истите тие работи и човек сваќа во даден момент дека ништо не е поважно и ништо не е да кажам, убаво од тоа човек да се разбуди со бајле, ништо да не го боли, ниедно апсо да не треба да испие, да не треба да оди на ниту еден преглед, и дека додека човек е жив, здрав, може да функционира здраво и нормално, секој друг предизвик е некако предизвик од втора рака и се може да се реши ако имаме здравие. Така што, ете, тоа ми е мене еден начин на кој што јас се справувам со стресот, да си кажам, добро, стресно е, тешко е, напорно е, ама, жив сум, здрав сум, моите околу мене се такви исти и ништо не е поважно од тоа. За сум апсолутно така со таа мисла идеш од почеток или сега некако со тек на времето почна тоа да го примеруваш? За жал не отидов со таа мисла од почетокот. Оваа мисла ми е ново настаната сега и не би рекол дека на добар начин ја научив оваа лекција, затоа што се изнагледав свашта во текот на овие некое време кога одиме по болницата и на тој начин, на некој начин ми се вроди некој страв во мене, што не би рекол дека е добар страв, меѓутоа па ме научи добра лекција. И го порачувам тоа на секого кој што мисли дека стресот е најголем кога е во наспев на успех, дека сепак можеби има нешто повитно од тоа што треба да се цени, што треба да се чува, а тоа е здравието. И секако ето така, тоа би го порачал на сите оние кои што се бават на тема за проблем каков што е стресот и се надам дека ќе добро до нив оваа мисла. Да, браво, супер многу кажано. Сега тука на друга страна, до тебе ни се наоѓа Бобан, кој што ни е втора година. Финки, знаеме дека Финки, па јас сега што сум слушал од мои другари што се на Финки, вела втора година на Финки е пекло многу тешка. Па сега ти нели прва година помина 3 сесии, сега ти беше четвртата испитна сесија, цело време пред компјутер, предавања, лабораториски вежби, тоа секако нели си иде со тек на времето и со студентските денови, но ете оваа сесија кој ти беше баш предизвикувачки предмет и онака што ти остави најмногу впечаток? Оваа сесија, со оглед на тоа што имав само еден предмет оставено за оваа сесија. Само еден? Да, само еден предмет имав оставено. И со самото тоа и тој ми остави најголем впечаток, нели? Тоа е предметот алгоритми, податочни структури, кој што едноставно мене барем ми представуваше задоволството дека го учев тој предмет, затоа што едноставно ми интересираат такви предмети кои што барат позадинско разбирање на самата материја, барат инженерски пристап кон решавање на проблемот, барат логичко размислување, не е нешто што може да се набуба, народски кажано. Така што би кажал дека тој предмет и со самото тоа не дека ми е единствен предмет за таа сесија, туку и од целиот тој семестар би го извел така како најинтересен. Едноставно ме влече тој дел од оваа наука. Така. Баш интересно, супер. Сега јас би се вратил повторно на Зорица. Таа нели како со... Па добро, сега и Борја и вие сте иста генерација. Фактички, ама Борја не може 2 години, ама ти завршуваш и пред самиот крај си. Што 102 има Борја до крај. 102 се. Ама еве да, добро да. Медицината е долг процес на студирање, за разлика кај вас, иако некако сега има многу голема двоумица дали технолошко-металуршки факултет е тежок. Јас сум сведок на тоа дека е тежок, затоа што предметите кои што ги имате се исто така обемни како што си на медицина и на ПМФ и на Финки и така натаму. Па сега веќе кога ти имаш едно длабоко искуство и сето време поминато и во студентски организации и се, што најмногу те предизвика, имаше најголем предизвик фактички во процесот на студирање, па и оваа испитна сесија да кажеме. Па би кажала лично дека толкувањето на времето, определувањето на колку време ми треба да посветам на нешто конкретно, беше мене најтежок дел од сето тоа, дека како што знаеш, заедно сме поминале многу науки во
после сите тие дискусии, јас сум сепак студент и треба да се појавам на предавања, треба да поминам неколку часови во лабораторија, треба да се решаваат тешки инженерски прашања. И тој циклус на едноставно живење, според мене, како повеќе живот и истовремено, беше мене најтежок, но со тек на време и со многу совети од постари генерации, совети од пријатели, едноставно и од време на време и една едноставна дружба се смалува стресот на сет тој товар и се учи како да се снајде во таква една динамична атмосфера. Така. Баш интересно и согласувам се се што кажа за тоа што знаеме колку е тешко и студентското организирање и да можеме некоја иницијатива да направиме и сето тоа на крај ти сепак мора да седнеш и да учиш и да излезеш да споеш како што каже на испити, на предавања и така натаму. Ти благодарам. Сега Боријан, јас некако многу си го сакам медицински факултет и баш сакам да вклучам студентите по медицина затоа што можам слободно да кажам дека тие може да дадат многу добри совети за студентите, кога имале нели општо сите студенти на универзитетот, не мора само на медицински факултет, но ете и како еден од најбројните факултети. Интересно кога даваме ние совети за тоа што сме се соочиле баш со тешки нели моменти. Сигурно ти во некој момент од своето студирање можеби си рекол, аз веќе не можам, сакам да се откажам. Како ни сето тоа ти успеа нели да се надминеш, да ги надминеш тие моменти, тие мисли и нели како го комбинираш и каков ти е балансот помеѓу студиите и животот надвор од факултет? Вака, на оваа тема, на вистина, да, буквално како што опиша ти, тоа е малте најде, ако не секојдневна борба секоја колоквиумска и при секој најмал предизвик. Си се прашувам зашто се запишав, како може, што ми требаше оваа белја, нели, меѓутоа претпоставам дека тоа е нешто што поминува во главата на секој што студира медицина, без разлика од тоа од која појдовна точка тргнал, дали како најголем ентузијаст за медицината или како некој кој што се запишал од што не знаел нешто друго. Како се справувам со сето тоа, со помош на луѓето кои што се околу мене, кои што имаат целосното трпение и разбирање, за тоа сум многу благодарен. Ја користам прилика и јавно да им се заблагодарам за тоа што се оди тежок трнлив пат, кој што не се оди сам и уште помалку се оди со неправилни луѓе. Така што правилен избор на друштво, правилен избор на партнерка, правилен избор на луѓе, на колеги со кои што се учи и се соработува. Тоа е еден, да кажем, клуч за некој вид на менаџирање, на правење на баланс и една сила која што тера понатаму. Секогаш си викам, ајде, 4 години споминати, сигурно нема на пола нели да се откажам, меѓутоа колку и да се поминати, и уште една, и уште 6 да се до крај, секогаш се потребни овие неколку фактори, потребни се овие најважни луѓе кои што се цело време тука. Често ми замеруваат, мислам, за тоа што лошо ги менаџирам јас овие две работи, лошо менаџирам обврски и социјален живот. Не можам да се похвалам за тоа дека се оди гладко и перфектно. Меѓутоа, пак ќе кажам, нивното разбирање, нивната помош, нивното секојдневно бидување тука за мене е тоа кое што ме одржува на факултетот и ме одржува да бидам јас својот карактер, да го задржам и својата личност и најголемото благодарам до сите тие луѓе. Така, баш покажано супер. Да продолжиме сега со Бобан. Бобан, сакам да те прашам, нели еве сега тука и Боријан ни се вклучи, ни кажа, ти како го, нели, фактички планираш и го организираш времето помеѓу дружењето, помеѓу студиите, знаеме дека вие некојаш и по цел ден сте на факултет, па како тоа се некако го балансираш? Така, мислам дека клучот тука е однапред да се распореди времето и да се осмисли распоредот по кој што ние ќе учиме. И затоа што доколку не направиме некој распоред и некој организирање на времето, секако дека на крајот ќе имаме и стрес, кој што секако е неизбежен, но ќе биде во поголем обем, но исто така нема да имаме време за дружење. Така што сметам дека со добра организација, како на пример пред почеток на семестар да се распоредат сите обврски колку часови во денот ќе учам, ќе посветам на дружење, на кафе со колегите, со колешките. Мислам дека со таков пристап нема да има проблем помеѓу, нели,
тоа и дружење од една страна, а и од друга страна учење. Така што би кажал дека си го распоредувам времето на тој начин што дали на секој 2 дена или секојдневно учам по дел од материјалот, така што на крај нема да ми се има насоберено цел материјал, нема да се осеќам виновен доколку посветам време на дружење. Ќе можам паралелно и да се дружам, и да пијам кафе, и да излегувам, како што сака и секој студент да прави, но и исто така ќе бидам потекнели со самиот материјал. Нема да имам насоберено материјал за на крај, за 2 дена пред колоквиум, и сите ќе бидеме срекни и весели на крај крајот. Да, колку по сите да бевме како Бобан, да можеме така да го организираме времето, би било супер. Дечки, сега сакам да поставам едно прашање за сите, а тоа е тема која што не засега сите студенти на УКИМ, па не само на УКИМ и на сите универзитети низ државата. Тоа е какво е вашето мислење и ставот за студирањето и студентскиот живот во Македонија? Што е тоа што можеме да подобриме? Јас секогаш тргнувам од самите нас. Што ние може да подобриме како студенти и што треба нели државата да понуди за да може да имаме подобар и поквалитетен студентски живот, за да не биде потоа младите ни одат од државата. Јас ќе почнам од Зорица, таа ни представник во студентските тела, така да повели. Така, јас би почнала со прво со позитивното. Според мене, за разлика од други држави, Македонија има една предност голема, тоа е дружбата меѓу студентите. Од сите мои колеги што ги знам, претходни другари, другарки што имаат студирано во странство, тие не се останале со никои значителни пријателства. Откако се вратиле, сватиле дека всушност немале некој живот. Времето си го поминале во студирање, максимално што може. Додека ние, мислам, во Македонија, дали ни е таков принципот на живот, гледаме максимално да избалансираме и дружба, и студирање. И според мене, колку што е важно високото образование, толку е важно и луѓето околу нас, што ги запознаваме, пријателството, што ги стекнуваме низ целиот тој процес, да ни останат. И мислам дека студентски организации последно време знам дека се организираат многу забави, тимбилдинзи, работилници, секакви видови на настани и дружби за да може да има една таква сплотеност помеѓу студентите. И сега тоа е нешто што ние го правиме студентите, што би побарала една моја критика како студент на Технолошко-металуршки факултет, што континуирано има работа во лабораторија. Јас лично би кажала дека мора да има малце повеќе финансирање во научно-истражувачката дејност. Лабораториите во факултетите мора да бидат обновени. Знам дека е многу голем трошок, знам дека еден реагент може да биде многу висока сума финансиски, може да биде многу голем терет и голем број од апаратурата што имаме ние на располагање како студенти е добиена преку проекти, но сметам дека државата дефинитивно има многу голема одговорност за залагање за лаборатории, бидејќи не само кај нас на ТМВ и вие на медицина, на фармацевски факултет, природно-математички факултет, сите работиме во лабораторија и тоа не е на нас суштината на работата, доколку немаме реагенси и апаратура, нема што да научиме на крајот на денот. Така. Интересно тоа што кажи, многу си во право. На почетокот за самото студентско организирање, за студентските дружби си апсолутно во право, тоа сме сведоци сите студенти на КИМ, а и за подобрувањето во кое што треба да учествува и самиот универзитет и државата, исто така согласувам и за обновување. И ете, оваа емисија нека биде еден апел до соодветните органи и тела дека треба да почне, иако веќе јас сум сведок генерално кај нас на медицински почнуваат самите обновувања на некои од лабораториите, така се надевам и на факултетите кои што имаат помалку студенти, како што е например Технолошкиот факултет. Мислам дека и ПМФ исто така треба да бидат обновени и со тоа и да се подобри квалитетот на самата настава. Борјан, ти што мислиш, дали го делиш истото мислење со мене како студент на медицински, дека гледаме дека почнува да се напредува колку толку? Да, драго ми е што гледам некакви промени. Сакам исто да се согласам премногу со Зорица за незиното мислење дека студентите
сами креираат голем дел од студентскиот живот. Тоа го прават преку организации. Јас можам да ги пофалам сите факултетски студентски собранија, сите прават конгреси, за се имаше перфектен конгрес, се прават постојани забави на медицина сега како ФСС. Морам да ја истакнам дека се прават перфектни забави, што се стварно на вистина се на едно завидно ниво. Студентските организации, јас сум како што ме најавиш член во ММС, исто правиме постојани настани, правиме исто конгреси, ете еден апел, ако може да испратам вака сега до сите медицинари и идни лекари кои што се заинтересирани да бидат дел од студентски конгрес од 22 до 25 мај оваа година ги чекаме во Охрид. Меѓутоа, да, тоа се работи кои што ги прави само студентската страна и навистина секоја пофалба за тоа. Драго ми е дека ние се трудиме да си го избориме она што е наше. Она кое што го очекувам од повисоките органи на оваа држава, покрај тоа што веќе беше нагласено, не се повторувам, е тоа дека се потребни системски промени од аспект на тоа како се однесуваме ние према оценувањето и бодувањето на нечие знаење. Што конкретно мислам на оваа тема? Сведоци сме дека, претпоставам дека на повеќето факултети, а мајдеве конкретно ќе зборувам за медицина, доаѓаат студенти кои што, тоест средношколци стануваат студенти кои што се со максимален успех, со сите петки, и доаѓаат во една компетитивна средина каде што со сите петки не се еден двајца, туку се сите. Доаѓаат студенти кои што до вчера биле најдобри и поминувале на тест со учење 2 дена, и одеднаш кога доаѓаме во средина каде што треба пак да сме најдобри, ама и уште 200 како нас има што се исто така најдобри. И се ствара една борба за просек, се ствара една борба за успех кој што се мери низ бројка. А во медицината, па и веќе и во секој друг факултет, бројките не се символ за успех. Символ за успех е знаењето и тоа што ќе се претвори во нешто што ќе функционира и ќе работи. Сметам дека треба да се промени тоа, за студентскиот живот да го направиме поквалитетен, борбата за просек да се претвори во борба за знаење, затоа што нити просекот лечи, нити просекот гради куки, згради, нити просекот не знам, може да испрограмира нешто, туку тоа го правиме само ние со нашето знаење. За зачувување на менталното здравје и општо за што е правилно кај еден студент, сметам дека треба да се нормализира да не се добие највисоката оценка, туку едноставно дека целта и успешноста на еден испит и еден предмет, независно во основно средно факултет, не е во тоа да се добие највисоката оценка, туку да се извлече најголемото знаење од самата наставна единица. Така што тоа е една промена, мислам дека за можни промени може да зборуваме уште многу и уште долги емисии треба да правиме за тоа и тоа е една бескрајна тема. Меѓутоа, прво со што би почнал јас како наједноставно, а најпрактично и најкорисно, може би ова што кажам сега. Да, сосема се согласувам. И во право си, нели, и за самото нели оценување кој што треба да се смени, затоа што сега некако многу студенти може би и не толку, ама многу од граѓаните кога ќе им кажеш, еве пример, 2 студенти на медицина или на било кој факултет, овој со 10 просек, другиот со 8,80, ќе мислат дека подобар студент е овој со 10 нормално, а не секогаш значи. Да, тоа не мора да значи, мислам, тоа е многу, испитот е една многу, како да кажам, релативна работа. Зависи од многу фактори, зависи од како си расположен, колку си спиен, како е расположен професорот, кои прашања ќе ти се паднат. Едноставно може би баш тој предмет па тебе баш и не ти оди. И тоа е во ред. Да. Не може сите да не бива за се. Доволно е да не бива за едно до 2 работи и после да се насочиме ние во тие неколку работи и да станеме најдобри во својата област. Така, се согласувам. Вован, ти како овдека нели најмал, како мисли имаш за студентскиот живот, за студирањето и за сето тоа? Јас мислам дека студентскиот живот во Македонија, конкретно во Скопје, може да се мери со тие во Западна Европа. Како што кажа Зорица, контактите и односите кои што ќе ги создадеме со нашите колеги, сега пријатели повеќе,
Мислам дека се надевам барем дека ќе трае за цел живот, дека утре може тие да не бидат и професионални колеги на работа. Ќе патуваме едноставно низ истиот тој трнлив пат во текот на студирањето. Тие контакти се едни безценети вредности. Тоа е нешто позитивно, секако дружењето, посетата на студентски културен центар, кој што е одлична можност за обмрежување на сите студенти, на сите колеги. За студентските забави кои што ги организираат факултетските студентски собранија. Така што тоа е нешто што би кажал дека е на позитивната страна. Сега, секако дека има нешто и негативно. Нешто што би истакнал, што би можел да се подобри, е прво да се забрза малку процесот на изградба на зградите на факултетот за информатички науки, компјутерско инженерство, клиники, затоа што сметам дека тоа треба за сега барем да биде приоритет на министерството, затоа што имаме преку 4000 активни студенти кои што не е хумано да поземуваат простори од други факултети, да се шетаат низ кампус. Сметам дека треба да имат своја сопствена зграда каде што ќе можат без никаков проблем да го учат тоа што го сакаат. Мора тука да се пофали и тоа што се реновира студентските домови, секако. Се надевам дека во следниот период ќе се реновираат и студентскиот дом Пелагонија и Гоце Делчев, така што тоа е нешто што би го истакнал, така што ми доаѓа сега на памет. Да, така. Баш ми се допадна и твоето размислување за студентските домови, нели, и за Финки. Темата која што е нашла со Финки, со зградата е веќе со, да не кажам и децении, со тема на разговор кога и кога ќе биде готови, кога ќе се почне, но еве сега се надевам дека ќе има некои иницијативи почеток веќе некаде видов по интернет дека би почнало, нели, и би продолжило самото градење на зградата на факултетот за информатички науки. Во ред, дечки, сега така, пошто нели се наоѓаме, веќе сме февруари месец, нашите матуранти, кои што се четврта година, се спремаат веќе турбо за матура, треба да полагаат матура, потоа нели да се запишат на факултет, па ете, јас, Зорица, тебе би да прашал како нели дека Технолошко-металуршки факултет во последните години не е толку популарен, а има прекрасни струки и профили на кои што може да се усовршуваат академски идните матуранти, па ете ти што би порачала и како би нели би го представила твојот факултет во најдобро свет? Вака, Технолошко-металуршкиот факултет би го препорачала на секој што сака нешто пипливо, на секој што сака да се внесе во тоа што го работи. Нашата работа е 10-20% стекнување на знаење преку книги, останатото е се во лабораторија. Дали би било тоа создавање на козметички производ, дали би било тоа сензорска анализа на некоја нова чоколада, дали би било тоа обработка на некој нов 3D дизајн со полимерни материјали. Исто така имаме и смер дизајн, што секоја година одржува Монареви. Мислам дека тоа и не е познато ни средношколците дека постои токму кај нас на Технолошко-металуршкиот факултет, бидејќи можеби не се нагласува во самиот наслов на факултетот, но имаме доста прекрасни иновативни програми кои што се фокусираат на создавање нешто. Самиот факултет не е нешто опипливо, нели? Еве ќе споредам со колегата од Финки, тој, нели, кога има краен производ, има линий код. И не секој може да го види тоа, не може да ја свати суштината, но кај нас сето тоа што ние го работиме е доста видливо, опипливо. На крајот на денот имаме производ. Ние се целиме кон создавање производи за индустрија. И сето тоа може би вака звучи сурово, но уствари е толку креативна динамика, толку креативна атмосфера, каде што е потребно, или цело време има проблеми кои што треба да се решат, дали треба, не знам, температура да се подеси, дали треба да е, не знам, еве, конкретно за некој прехранен производ, дали треба да е поблаго, дали треба да го направим потемно, посветло.
цело време има нешто што може да се експериментира, да се проба. Најинтересно е кај нас на факултет кој ќе се направи нешто благо, па ајде да се собереме сите да пробаме, нели? Или па некој алкохолен пијалок. Тогаш е најинтересно да се повикаат колеги од други факултети, па да дегустираат, да пробат нешто ново кај нас. Така што на средношколци би им препорачала, доколку сметате дека имате доста креативност во вас и сакате да го изложите тоа на јавноста, да го видат луѓето, да се покажете во својата креативност, би го препорачала благо факултетот. Така. Искрено, преубаво го представи факултетот, нели, баш од студентска гледна точка, и ти јас би упатила да напълна сите средношколци, како што напомена Зорица, кои што се заинтересирани за технолошките и металуршките, нели, науки, да се запишаат на факултетот за фактички и да можат, нели, да стекнат академски вештини, затоа што предпоставувам и сум сигурен дека има квалитетен академски кадар. И сега, Боријан, кај нас на факултет, ние искрено не можеме да ги мотивираме студентите. Ние секоја година имаме вишок на студенти од кои што се запишуваат, но јас би те прашал која би била или некоја така убава мисла да кажеш или порака за едните генерации на студенти што доаѓаат, па еве нека послужи за сегашните. Да, ова е исто една работа која што баш ќе ми треба да ја споделам. За сите идни медицинари, за сите сегашни медицинари, топло им препорачувам. Оно што е најбитно да се очуваат здравјето, физички и ментално. Нас не требаат здрави доктори за да лечат пациенти, не ни требаат доктори кои што ќе во текот на стојањето ќе го загубат своето здравје од било кој аспект. Ќе им препорачам да се огледаат својот пат. Секој си има свој пат, секој си има своје темпо, своја големина на чекор. Да не се споредуваме едни со други, затоа што прво никогаш таа споредба не е релевантна. Никогаш не знаеме како му е на некој друг дома, никогаш не знаеме какви отежнувачки или олеснителни околности има некој наш колега, за да се споредиме со него и да се кажеме, тој може, а јас не можам. Можеме сите, само треба да бидеме сите трпеливи, потребно е многу работа, потребно е да сме вредни, потребно е да сме многу, да кажам, посветени на оно што го работиме, меѓутоа не е крај на светот доколку некогаш малце позабавиме, подзастанеме, обрнеме време за себе, за нашите блиски и посакувам на сите кои што ќе станат доктори да станат многу совесни доктори, кои што ќе работат по сите правила и прописи и ќе ги гледаат пациентите како да се нешто најсвето и нешто најважно за нив и да го третираат секој пациент како да се третираат самите себе или свој близок човек. Затоа што тој пациент во вас или во еден доктор ќе гледа можеби единствен спас и единствено решение за работа за проблемот кој што се нашол и навистина човечен пристап пред се и разбирање и емпатија е нешто кое што не треба да се губи на факултет, туку напротив да се стекне уште повеќе за да се биде успешен во професијата доктор, а и во секоја друга професија и посакувам да секој си биде реален пред себе и пред своите можности, пред своите интереси и да биде многу храбар, затоа што само храбрите на крајот денот успеваат. Не е потребно ништо премногу, ништо екстравагантно, ништо не е потребно некоја хиперинтелигенција да се стане во нешто многу добар или најдобар. Потребна е само најголема желба, љубов кон тоа што се работи и многу посветеност на труд. Така е. Баш имаш една мисла што ја читав и беше многу точно баш за медицински факултет. Вели, медицински факултет не завршува тоа што премногу учи, премногу интелигентен, туку завршува најупорниот и можам да се сложам до некаде со таа мисла. Нормално дека треба да има и учење, нели, и интелигенција и се тоа е неминливо, ама упорност е една од најважните работи за медицински факултет. Со тоа Боријан би се сложил апсолутно за се што кажа. Ако Бобан ќе го прашам, сега баш пред некој ден слушнав група на студенти идеме сите на Финки да се запишаат сега во мај, тоа е толку многу атрактивно, значи Финки стана атракција број 1 на Универзитетот Свети Кирил и Методи, па ете ти како втора година, веќе до година ќе бидеш трета, вашиот факултет е 4 години, веќе се осетили тежината на факултетот, што би порачал на едните студенти, односно на средношколците и на сите матуранти што планираат да се запишат туку на овој факултет.
факултет? Јас би им порачал доколку интересира оваа наука, доколку сакаат да учат компјутерски науки, да се запишат секако на финки. Да не одат во Словенија, да не одат во други држави, да се останат тука, да дојдат на УКИМ, да дојдат на финки. Затоа што на финки ќе ги пречекаат професори кои што имаат одлично искуство, кои што се многу професионални, многу добро го пренесуваат знаењето, цел наставен кадар. Може многу да научат и ќе научат. Но исто така, би сакал да кажам дека ќе им биде тешко, како и на секој друг факултет. Секако дека ќе биде тешко и не може да не биде тешко. Но само треба да се навикнат дека веќе не се во средно образование, туку се на факултет кој што е гласи за еден од попрестижните науки, дека ова наука не може да се научи во 4 години. Дека до крајот на животот, додека се занимаваат со ова наука, ќе учат. Секојдневно ќе учат некои нови трендови кои што излегува. И да не се плашат од предизвиците, затоа што патот до успехот е секогаш трнлив. Да би било лесно, секој би бил инженер, доктор, професор, ама не е. Така што, еве, дедо ми секогаш ми вели, најтешкиот пат накрај секогаш е најлесен. Мислам дека тоа е така една реченица мисла со која што патувам веќе овие 2 години на финки, која што ме води напред и напред, бидејќи да, тешко ми е сега, подобро ми е тешко сега 4 до 5 години, потоа 40-50 години во животот да ми биде многу полесно, отколку сега да ми биде лесно, па потоа да се мачам целиот живот. Така што сметам дека треба да дојдат студентите на финки, ќе се поминат најубави 4 години од животот, секако многу ќе научат, ќе се дружат, тука сме ние членовите на факултетското студентско собрание, да ги пречекаме, да им помогнеме на почетокот, секако за студентите кои што доаѓаат од внатрешноста на државата, да се чувствуваат тука како дома, така што бидејќи еве лично јас доаѓам од внатрешноста на државата, на почетокот ми било тешко тука да се пронајдам во голем град, во хаос, во гужва, но еве сега веќе сум 4-ти семестар, како што гледам веќе ни не е така тешко како што ми се чинело на почетокот, само потребно е време за да се навикнам на тоа. Така. Дечки, јас искрено да кажеме, сега друговодевме нели разговорот и дискусијата, што од сега јас во вас гледаме ние огромни професионалци, двајца инженери, еден доктор, така да мене ми беше огромна чест и задоволство што зборувавме и за испитната сесија и за студентскиот живот. На еден начин ги представивме овие 3 факултети. Се надевам дека матурантите можеби ги мотивираме преку оваа емисија и ви благодарам што бевте мои гости денеска. И јас искрено се надевам дека еве наредната средба вака не во некоја емисија, па можеби во оваа, нека биде како академски успешни професионалци. Да може и уште порано да се гледаме за уште побави работи. Така е. Драги студенти, драги наши гледачи, ова беше првиот дел од емисијата. Медицински факултет во организација на неколку студенти организира медицинијада, која што беше претходниот викенд, па сега предлагам да одиме да видиме краток инсерт каква беше атмосферата и како си помина студентите на медицински и не само на медицински, туку имаше учесници од другите факултети, па ајде да видиме и се враќаме назад во студиото со уште еден дел од оваа емисија. Сакам ја снежно, ти да ми шепотиш, да гориш и беш од моите допири. Во сонот ме гониш со темни магии, моите раце, твој златни окови. Со тебе раѓам од вино музика, жица по жица во крв се претвора. За тебе пеа
солза тагува, тебе гитаро, штом те прегрнам. Моја, ти си гитара, моја, ти си гитара, моја, ти си гитара, безпрестанно да свира, само ми бара, моја. Драги студенти, ние продолжуваме со вториот дел од седмата епизода на емисијата Студентски пулс. Искрено, емисијата ја почнавме толку распеано. На моја огромно задоволство и чест денеска заедно со мене во студиото, верували или не, се двајца, односно две дечки кои што имаат исто презиме и исто име. Со мене заедно денеска е Марко Илиевски, кој е студент на Машински факултет, и Марко Илиевски, кој е трета година и се уште не е средношколец. Како што спомнав, исто име, исто презиме. За почеток, дечки, добро дојдовте, како сте? Добро сум и јас ви благодарам. Баш ми е така било и кејф што денеска сте заедно со нас во студиото и ќе може да направиме и муабет и малце да посвириме и попееме. За почеток, како што спомнав, Марко, ти си студент на Машински факултет, ти си средношколец се уште. Па сакам, многу ме ете така интересира, Марко, како ти успеваш да комбинираш студии и музика, затоа што исто така двајцата ни се член на бендот Допамин, за кој што малце покасно ќе кажеме, но ете за почеток, навистина, дали нешто жртвуваш, како успеваш да стигнеш и факултет, пошто Машинскиот факултет е доста тежок, а и музиката исто така и настапите, нели си бараат и време и посветено си вежбај. Како човек сакам мултитаскинг, меѓутоа и секогаш гледам ако нешто правам максимално да се посветам и 100% да го завршам истото. Па така и во прва година кога бев на факултет, првиот семестар да речам, ете тие две карактеристики се косе една со друга. Тоа беше едно интересно искуство, ме научи како подобро да го ценам времето и ме научи нешто подобро за тајм менеджмент. Секако дека во даден период, во даден момент треба да жртвуваш нешто, меѓутоа повеќе баланс на приоритети, така да во еден момент нешто нели ќе биде поголем приоритет од едното, во друг момент другото, меѓутоа доколку ако сакаш нешто да правиш, ни едното или другото нема на крајот од денот да се контролираат, зашто машинството сепак ми е струка, а музиката ми исполнува душа. Да, така. И сега другиот Марко, кој што не е средношколец, тој се уште не е трета година во гимназијата во Никола Карев. Пајде, сакам тебе да те прашам, пошто нели сега ти се ближи до година матурант, ме интересира дали ќе се запишеш на факултет, кои се твоите визии, гледаш што се уште ти е рано, ма ето така, имаш ли некоја желба за факултет и дали тоа ќе биде можеби УКИМ? Главно се фокусирам на музика моментално. Исто така сум ју паралелка во уметничка паралелка сум во Карев. И се мислам да се упишам на ФМО, на музичкиот факултет. И главно да се посветам на музиката. Да. На страна од тоа исто и се бавам нешто со компјутери малце и така да, ама музиката ми е главен фокус моментално. Така. Супер. Јас пак сега ќе се навратам на Марко, нашиот солист во бендот Допамин. Дали можеш малцето да ни кажеш за бендот Допамин? Вие мислам дека почнавте како бендот Укимци, нели, па потоа Допамин. Како се тоа основање? Ти беше во бендот Укимци. Како беше основањето на бендот? Бидејќи сега доста сте почнувате да бидете актуелни и нели со настапи и со журки, поете да ни кажеш како дојде до идеја да се основа бенд. Точно. Всушност, Допамин е многу порано од Уким. Таа беше склопката на луѓето. Ние во бендот кој што сме, нели, Павел гитара, Горијан на тапани, Леонид на бас, Стевчич на бас, Даме на клавиатури, Марко исто на гитара и Антонио Коцев на саксофон, така да речам ансамблот е доста голем, имаме репертоар исто доста широк за различна потреба, различен жанр, кој што сака, нели, нека дојде слово, нека слушне. Бендот ние се дружиме уште од основно, пошто заедно учевме на Волуј музичка школа, така да уште од тогаш имало некој напори да се направи таков бенд,
уште во средношколски, јас во Карев, кој во Крчаген, кој во Орце, почнавме првично со те средношколски свирки. Потоа тој бенд, кој што претходно теравме како акустика допамин, се претопи во Укимци, таа група надлуѓе, па потоа ние решивме секако да тоа што го почнавме да го продолжиме и допамин да речам до сега не е еден обичен кавер бенд, туку идејата е нешто сосема паралелно многу поголемо. Тази се впуштаме можеби во водата на авторска музика, ама за тоа понатаму ќе збориме. Да, супер. Јас верувам дека нашите студенти кои што не следат вас, сигурно на некоја од журките студентски ве слушала и јас потврдам дека сте одлични и со супер журка и сето тоа си стои, но ете дали можеш да ми издвоиш кој е најубавиот момент од вашите проби или настапи со бендот? Така. Па најубавиот според мене и мислам и според останатите дечки во бендот е односот и забавата со публиката, зашто колку што публиката тебе ќе ти даде енергија, ќе ти возврати, толку и ние можеме да дадеме назад многу повеќе, нели? И секако нас тоа не исполнува, така да тоа е нешто што можеме навистина да извојме. Така, јас сега би предложил да одиме со уште една некоја песна по ваш избор да биде некоја македонска, затоа што јас мислам дека треба да слушаме и да подржуваме македонска музика и македонски артисти, па ете оставам на вас во ваши раце која сакате песна таа да ни ја освирите и испеете. Рефрен. Уште еднаш кажи дека не ми требаш, да не видам твое минато. Најбар заведи ме, уште еднаш кога веќе срце немаш и каменот биде потоп во него. Браво, дечки, браво. Баш ми е, како на почетокот од вториот дел што спомнав, баш ми е кив што сте овдека. Искрено сега сакам да те прашам за тоа што некако музика и машински се две различни сфери. Како реагираат на колегите на тоа што ти си музичар, имаш настапи, а они цело време си нели оптеретени со факултет, па и ти си тука исто оптеретен, ама ти еве наоѓаш простори за тоа да го исполнуваш фактички твојот талент негде да се покаже на јавно место. Поздрав до другарите, до колегите, заради тоа што се доста редовни на моите свирки, се на поддршка, така да доаѓа да се забавуваат доста често. Како го гледаат тоа? Па, искрено пример, ево, баш пред некое време во струката на машинството ми беа понудени два проекти од повозрасни колеги, кои што тоа што јас настапувам со бендот, некако го имаат, нели таа моја посветеност, имаат проценето на некој, да речем, добар начин, дека таков карактер би можело добро да се искористи во даден проект или во даден бизнес. Ете, можеби сум им дал, нели, некаква слика на човек кој што сака вредно да работи и е посветен и сака тоа што го прави, ако го прави, сака навистина да го прави, така да дефинитивно се отвараат и натаму во тоа поле врати, заради тоа што па ја кажам, дуѓето пред се во бизнис е многу попитно да го избереш и правиот карактер. Така да, сосема си во право и се сложувам и со тебе и со тоа, па нели го спомнавме и бендот Допамин и ти објасни како и настана се тоа, пете на нашите студенти и на нашите гледачите кои што не гледаат каде можат да ви слушаат во следниот период, каде имате најчесто журки и со ова јас исто така да еве да упатам еден апел, доколку сакате нели претпоставувам и приватни забави или некој од кафичите или баровите и рестораните можат да ви сконтактираат на вашиот Инстаграм профил и да се договорите за термин или за да може да настапувате кај нив. Кај следно да ви слушаме? Вака, оваа недела со почеток на 5 март, првично сме, тоа е четврток, во Мистер Джек, на 6 март, петок сме во павилјон, на 7 март сме во 15 за 12, а на 8 март сме во ОЛ. Така, Овие се тие 8 мартовски термини, така да... Јас се надам дека некои од студентите при одгледачите кои што не гледаат сигурно ќе ме посетат некои од забавите и ќе се потврди тоа што многу студенти го кажуваат дека сте баш одлични за журка и за забава. Јас сега другиот Марко средношколецот би го прашал, тој ти како го организираш времето или дека си се уште средношколец, певи и музика? Дали ти смета на учењето и на средношколските денови самата музика и настава?
времето главно со школа и со музика каде што ги отделуваме на друго. Кога се бурни моменти како пред нова година или за летните периоди нормално нема школа, али за нова година е доста теретно и станува малце интензивно, ама главно низ текот на годината има баланс кој што се издржува измеѓу школа и музика и јас лично поминувам супер, така да. Баш ми е драго. Марко, тебе сакам да те прашам, секој музичар, певи другиот Марко, средношколецот, има сон или да има голем концерт? Секој бенд тоа го посакува да има голем концерт, но нели сега малку тука не сме ограничени кај македонските артисти, помалку се посетени, но тоа не треба да биде така. Јас повторно ќе употребам апел дека треба да подржуваме и да слушаме македонска музика, македонски артисти. Па јас сакам да те прашам, ете, ако можеш да свириш, да пеете, нели бендот на еден голем концерт, каде би бил тој концерт? Дали имаш некоја баш таква замислена желба, или кога си бил на некој концерт си рекол, овдека сакам да снимам еден концерт? Знам дека сега тоа звучи можеби невозможно, но никогаш не би знаете. Светски концерти би било чест да настапувам на Woodstock. Тука па би сакал можеби еден да го наполнам градски стадион или да направам голем хуманитарен концерт. Браво, секоја чест. Дечки, јас искрено многу ви благодарам за вториот дел од ова кратко издание на Студентски пулс. Ова беше едно специјално издание. Ви благодарам што еве не почестивте, бевте наши гости. А јас повторно ќе упатам апел до нашите гледачи и студенти да ги посетуваат вашите настави, затоа што младите бендови се можам да потврдам дека се многу поретки. Дали некои 5-6 бенда се што се познати на јавноста, а се од помлада генерација. Благодарам уште еднаш многу и се надевам се гледаме во некое наредно издание. Хвала ти на тебе, се гледаме на следна свирка. Се гледаме на свирка. Драги студенти, јас ви благодарам сите што бевте со нас и во оваа 7 епизода од втората сезона на Студентски пулс. Се гледаме во наредната епизода, односно наредната среда со